Преостанатото време ќе размислуваме за темата што ја започнав минатата сабота. Зборувајќи за нашето тело како храм, да повторам некои важни мисли. Реков дека ова представува еден добар вовед во проучувањето на библиската поука за следното тромесечие, која што ќе ги опфаќа двете посланија до Коринтијаните. Прочитавме зборови и од првото послание до Коринтијаните, и од второто послание до Коринтијаните. Сега се позанимаваме малку повеќе и со зборовите од второто послание, третата глава, за која што ве повикав да ја прочитате цела ако имате желба и можност. Ако тоа достига не сте го направиле, може да го правите и утре, ако имате доволно слободно време. Бидејќи ние нема да ја читаме сега целата трета глава од второто послание до Коринтијаните. Но прво ќе се подсетиме на зборовите што Господ ги кажал преку пророкот Еремија, а кои што апостол Павле ги цитира во посланието до Евреите, 8 глава. Па ја ќе сакам директно од таму да читаме, да отвориме во посланието до Евреите. И во 8 глава да се подсетиме на цитатот од Еремија, со кој што Господ го најавил новиот завет. Послание до Евреите, 8 глава, 8 стих, 8.8, 8.8, 88, 1888, Минеаполис, Ивана 88. Осумката на што представува символ? А ова ќе биде голема дигресија, така да се вратиме на текстот. Легната осмица на што е символ? Бесконечност. Зашто? Дали знаете како настанал тој символ? Има врска со осмицата. Осумката, осмиот ден. Значи, идното Божјо царство кое што никогаш нема да заврши. Или Господовиот ден, денот Господов, кој што никогаш нема да заврши. И така натаму. Но да се вратиме на текстот. Зашто укорувајќи ги, се мисли на древните израелци, укорувајќи ги им вели, и следи цитатот од Еремија, ете идат денови, вели Господ, и ќе склучам нов завет. Со кого? Прво ова е битно да разбереме. Со кого Господ најавил дека ќе го склучи новиот завет? Да, значи, директно цитатот од Еремија, со Израелевиот дом и со Јудиниот дом. Зошто ги споменува овие два дома? Зошто не вели само Израелевиот дом? Да, тоа беа поделеното царство, северното Израелското и јужното Јудиното царство. И во времето на Еремија, иако северното Израелското царство одамна престанало да постои, бидејќи паднало побрзо, поскоро било казнето за идолопоклонство под асирско робство, сепак таа поделба останала во свеста на народот. И Израел, и Јуда,
и останала долго време. Дори денес е доволно да се рече Израел, мислејќи на сите племиња. Но во времето на Еремија, Израел се уште бил поим што се однесувал само на северните 10 племиња. И морало да се нагласи и Јуда, Јужното царство, за да се опфати целиот Божји народ. Значи, прво што е важно да разбереме е дека, сега може би некој ќе прашува зашто толку нагласувам едните исти познати работи, може би изџвакани работи. Веднаш да кажам, може би изгледаат изџвакано, меѓутоа поголемиот дел од христијанскиот свет се однесува како да му се ова непознати работи. Поголемиот дел од христијанскиот свет се однесува како да Стариот завет е за евреите, а Новиот завет е за сите други народи. Христијанскиот свет се однесува како Господ да рекол вака. Стариот завет е за евреите, а јас ќе слушам Нов завет со другите народи. Така се однесуваат. И така размислува. Тоа е во нивната матрица. Шо? Сабота? Тоа е еврејска работа. Тоа е за евреите. Што ти евреј? Сабота? Ти евреин си ти? Евреин? Шо, вие евреи сте вие? Значи, Новиот завет, кога Господ го најавил, а апостол Павле го цитира, најавил дека ќе го склучи со истиот свој народ, не со други народи. Значи, со Израелевиот дом и со Јудиниот дом, Новиот завет. Сега кажете ми вие, прашање, предизвик. Ако и Новиот завет, Господ рекол дека ќе го склучи со Израел и со Јуда, и не споменува никој друг, со Израел и со Јуда, тогаш саботата е старозаветна или новозаветна? Ај кажете ми. Бидејќи саботата е еврејска, нели? Саботата е еврејска? Ајде да речеме дека е. Еве, нека биде дека е. Со кого Господ го склучува Новиот завет? Со Израел и со Јуда. Саботата е израелска? Значи, саботата е старозаветна? Не. Саботата е и старозаветна и новозаветна, затоа што и Стариот завет и Новиот завет е склучен со кој народ? Со еден те ист народ е склучен, со Божиот народ. Не со други народи. И сега, ако малку ја прошириме оваа тема, истиот апостол во посланието до римјаните, целата црква ја представува како израелска маслинка, маслиново дрво, од кој што неверните израелци отпаднале како исечени гранки, исечени, отфрлени и сушени, а на нивно место се прицепиле кои? Се прицепиле многу незнабошци, значи припадници на други народи, кои што по потекло ги споредува со гранки што припаѓале на некоја дива маслина, во однос на оваа првава пит, што ја нарекува питома. Меѓутоа, апостолот така ја представува црквата, што црквата не е ништо друго, туку новозаветен Израел. Бидејќи и тоа не некој, не значи новозаветен, не значи нов Израел, туку продолжение на стариот Израел. Истата маслина е, само неверни гранки отпаднале, а на нивно место се прицепиле какви?
некои што потекнувале од дива маслина, значи незнабожците. Според тоа, и во Стариот и во Новиот Завет имаме еден народ, но тоа не е народ во смисол на националност, бидејќи ни во Стариот Завет да се биде израелец не значило националност. Да, повеќето биле евреи по националност, но имаме Рути, Моавки, имаме Ури, Хетеец, и тогаш имало по потекло од друга националност лица кои што биле во истиот завет, кои што биле прозелити, така наречени, подоцна, тоа бидејќи тоа е грчки термин, кои што биле обратеници и соединети, или се употребува често збор придојдени, но припаѓале на Израел како теократска држава, како Божји заветен народ, што не е национал, не е исто со националност. Ниту во Стариот Завет не било битно крв, генетика, телесно потекло, туку твојот заветен однос со Бога. И една Рута Моавка, например, влегла и во родословот на цар Давид, како негова прабаба, и со самото тоа влегла во родословот на самиот Месија, на Спасителот Исуса Христа. Значи, и Новиот Завет е склучен со домот Израелов и со домот Јудин. Така Господ го најавил. Дали де факто така било? Дали кога Господ го склучил, кога дошло времето и го склучил Новиот Завет, со кого го склучил? Исус кога прв пат ги употреби зборовите Новиот Завет, се сеќавате? Кога прв пат ги употребил зборовите Новиот Завет? Ај, пробајте, ме интересира што ќе ви кажат електронските помагала. Каде во Евангелијата прв пат го Светата вечера? Мислев дека денес ќе ви текне, бидејќи ви во најсвежо сеќавање. На последната, тајната вечера, како што ја нарекуваат, Господ ги кажа тие зборови, бидејќи оваа чаша е што? Чашата на Новиот Завет. Крвта моја, која што се пролева за мнозина, за простување на гревовите. Со кого Господ го склучил Новиот Завет? Кои биле тие што се причестиле од неговата чаша? Кои биле првите негови следбеници? За 3,5 години најмалку илјадници луѓе што се крштавале и со вода, и со Свети Дух во името Христово, сите до еден биле израелци. Не потекнувале од некој друг народ, освен оние што биле прозелити, што веќе биле и во Стариот Завет израелци, а имале генетско или етничко потекло од други народи. И дури потоа почнаа да се крштаваат необрезани, односно припадници на други народи, незнабожци или многубожци, без да се бара од нив, прво да стануваат израелци, за потоа да бидат христијани. Значи, да се бара од нив да поминат низ Стар Завет, за да влезат во Новиот. Не, можело директно од паганство, директно во Новиот Завет, според одлуката на Апостолскиот собор, во Дела 15 глава. Додека фарисеите, оние што биле од фарисејско потекло во црквата,
тие мислеа дека мора овие обратениците од незнабожците мора прво да поминат ни Стар Завет, значи прво да се обрежат, прво сето тоа, и макар тоа и кратко да трае, важно процедурално да се помине низ Стар Завет, да станат прво израелци, за да потоа бидат крстени и воведени во Новиот Завет. Но апостолите многу мудро решиле дека тоа нема потреба. Зошто нема потреба? Затоа што со самото крштевање, прифаќањето на Исуса Христа, како Божи син и Месија, со директно влегување во Новиот Завет стануваш дел од новозаветниот Израел, стануваш дел од неговата црква. Нема потреба од старозаветните процедури. Бидејќи Новиот Завет е склучен со истиот народ, како и стариот. И што друго кажавме? Како Господ го дефинира сега Новиот Завет за разлика од стариот? Бидејќи тој самиот вели дека тоа е голема разлика. Не онаков каков што склучив со нивните татковци, значи не таков завет, каков што склучив со нивните татковци во оној ден кога ги зедов за рака, за да ги изведам од египетската земја. Зашто тие не му останаа верни на мојот завет. Добро. И јас не се погрижив повеќе за нив, вели Господ. И сега да застанеме за миг. Ако ги прашаме повеќето христијани, кој бил Стариот Завет? Шо било Стариот Завет? На кој што израелците не му останале верни? Што били Стариот Завет? 10 заповеди, тие ќе го отворат Второзаконие таму, 4 глава. 10 зборови, вели Мојсей. Што Господ ги кажа на Синај, тоа е заветот што го склучи со нас. Тоа не е завет што е склучен со нашите татковци, мислејќи на Аврам, Исак, Јаков. Аврам, Исак и Јаков немале абер од 10 заповеди. Туку е склучен со нас на гората Синај, на Хорив и така натаму. И сега резонот на повеќето христијани оди вака. Значи, Стариот Завет се 10 заповеди, тука спаѓа саботата, ептен старозаветна и ептен еврејска. А Новиот Завет е сега што? Нешто друго, некој друг закон, така? Така размислуваат. Дори некои така поплитко умни протестанти, се извинувам на изразот, затоа што не читаат доволно Библијата, односно затоа што не читаат Стар Завет. Дори тие велат многу погрешно дека Новиот Завет е новиот закон што Господ го кажал двете заповеди. Љуби го Бога и љуби го својот ближен како себе си. Тоа било Новиот Завет. Кога Исус тие заповеди што ги кажува, тие две, тие не ги измислил како нови заповеди, туку одговарајќи на прашањето што му било поставено, која е најголема заповед во законот, значи во Тората, тој ги цитира 2 стиха од Мојсеевата Тора. Љуби го Господа твојот Бог со сето свое срце, ум, разум. Сето тоа е цитат од Мојсеевиот закон и својот ближен како себе си, и тоа е цитат од Мојсеевиот закон, тоа воопшто не се нови заповеди. Тоа воопшто не е нов закон. Тука е истиот стар закон, како што се нарекува. Не, Господ кога го најавувал Новиот Завет, не рекол дека Новиот Завет е некој нов закон, за разлика од 10 заповеди, туку дека е што? Продолжуваме со читање. Значи, не таков, каков што случив со нив на Синај, кој ги зедов за рака и ги изведов од египетската земја. Зашто, 10 стих, зашто ова е заветот со кој ќе го заветувам Израелевиот дом по оние денови, вели Господ. Кој е сега завет? Кој е Новиот Завет?
Ке ги вложам своите закони во нивниот ум. Сега дури некој може да се праша, па што има тука ново? Ке ги вложам своите закони во нивниот ум и ке ги напишам во нивните срца. Јас ке им бидам Бог, а тие ке бидат мој народ. И интересно, 11 стих вели, и ниеден веќе нема да го поучува својот ближен и ниеден својот брат велејки, познај го Господа, зашто ќе ме познаваат сите, од малиот до големиот меѓу нив. Забележавте што е ново. Зарем израелците не го имале, не го познавале, старозаветните израелци не го познавале Божиот закон, не го запишувале Божиот закон во своите умови. Имало израелци што целата Тора ја учеле на памет, ја знаеле на памет. Замислете целото петокнижие да го знаете на памет. Имало израелци што се обидувале и пророците, значи целата старозаветна Библија да ја знаат, да ја учат на памет. Што мислите, кога би се поставила задача да го научите целиот Стар Завет на памет? Ајде речеме вака, кога би се поставило задача да го научите цел Нов Завет на памет, ке се нафатите на тоа? Кога би се поставила задача да го научите цело Евангелие по Марко, најкраткото Евангелие, цело Евангелие по Марко на памет. Која е најкратката новозаветна книга? Трето Јованово послание? Јудино послание? Која од нив е пократко? Мислам, Трето Јованово е пократко. Може Јудиното послание да го научите на памет? Бежата года се 3 глави, тоа е подлго. Тоа е и од Јуда подлго, и од Трето Јованово. Замислите да се побара од вас, а ја нема да побарам, така да не се плашите. До следната сабота да го научите Јудиното послание на памет. Ке дојдете следната сабота во црква? Само една глава, една омилена глава од Евангелието. Прво послание до Коринтијаните, 13 глава, главата за љубовта. Би сакале да ја научите на памет? Лесно, не? Ке знаеш на памет до следната сабота. Ако е лесно. Што сакам да нагласам? Па нели израелците со својот ум го учеле законот? Дури старозаветните израелци. Во времето на Ездра и Немија го повторувале законот. Секогаш кога се правело реформа, после долги години, децении отпад, одново и одново се читал законот, одново и одново го учеле законот. Целата Мојсеева Тора, одново и одново се посветувале, се заветувале дека ќе му бидат верни на истиот Господ, на истиот тој закон. Во што се состои новината, што Господ вели дека мојот закон ќе го вложам во нивниот ум. Што има тука различно во однос на Стариот Завет? И во нивните срца ќе го напишам. Зарем во Стариот Завет не постоеле израелци кои што го љубеле законот? Што вели само цар Давид во своите псалми на многу места? Што читаме? Колку ми омиле законот твој, заповедите твои. Зарем тоа не е срцето? Зарем тоа не е приврзаност, емотивна, пристрастна, како да речеме?
Што сакал Господ да каже? И што е новото, кога самиот рекол, ќе го вложам мојот закон во нивниот ум и моите заповеди во нивните срца, ќе го напишам. Што било тука новото? Да се префрлиме сега, ќе имаме уште малку време, во второто послание до Коринтијаните, 3 глава. Второ послание до Коринтијаните, 3 глава. Воопшто не се брзам да се помине ради реда ова проучување. Имам впечаток дека многу работи денес се прават ради реда. Например, бидејќи новата теологија не сака верниците длабоко да ја проучуваат Библијата. Новата теологија не сака. Денес црковните водачи не сакаат нивната паства, нивните верници длабоко и темелно да ја познаваат Библијата. Тоа не им оди во прилог. Паметна, разумна црква не им оди во прилог. Колку што е можно повеќе верниците да бидат неписмени, неупатени во Библијата. Па да може, како што се случи со бившите православни народи, да може уште од 65-та година да ги стават во унија со Рим, да ги покатоличат, екуменизираат и овие уште да не знаат што се случило и уште да си мислат дека се православни. Им ја смениле верата пред многу децении, но они уште мислат дека се православни. Зошто? Бидејќи народот не чита, не разбира, не следи, не проучува. Денес, реков веќе, и многу протестанти се вакви, површни, не читаат, не проучуваат Библија. Минатиот век адвентистите ги биеше глас дека биле многу темелни студенти, читатели на Светото писмо. Дали е тоа денес случај? За мене само голем знак прашање. Ајде филипјаните и колосијаните да се втераат во едно тромесечие, може би со сила така ќе го прифатам, бидејќи колку толку не се многу долги тие две посланија, сами за себе. Но првото и второто Коринтијаните да ги втераш во едно тромесечие, тоа значи дека намерно сакаш твоите верници да бидат површни. Толку богатства на вистината имаш само во едното и само во другото послание. Се извинувам што вака сум малку пристрасен, но за мене тоа е криминал. Жалам што ќе имаме малку време за проучување на овие две посланија, затоа што ќе не тера времето, ќе не тера и времето на проучување на лекцијата, секоја сабота. Само малку, поглавните црти и така на брзина да се помине низ двете посланија. Имајте на ум, браќа и сестри, и вие што не гледате преку интернет, новата теологија тоа го сака, екуменизмот тоа го сака, ѕверот тоа го сака, да бидете површни читатели на Божјата реч, да бидете плитки познавачи на Библијата, а не темелни. Второ Коринтијаните, 3 глава. Ке почнем повторно да читам од 3 стих, каде што апостолот им се обраќа на коринтијаните и им вели: зашто е очигледно дека сте Христово писмо, составено преку нашата служба, напишано не со мастило,
туку со што? Овие зборови на апостол Павле откриваат што е новото во Новиот Завет. Што е новото во Новиот Завет? Тој самите верници ги прогласува за писма. Прашував минатите 2 саботи, дали вашите тела ги доживувате како храм, како стан, како живеалиште. Не на некои паразити таму по цревата, туку стан, храм и живеалиште на некој дух. Тоа пожално треба да е Божиот дух, но во овие наши станови сакаат да живеат, во овие живи храмови, сакаат да живеат и некои други духови, рековме. Кому ќе му дозволиме да биде подстанар? Сега, дали вие самите се доживувате себе си како живи посланија, како писма, како книги? Дали вашиот живот е книга? Да или не? Дали нашиот живот е книга? Што ќе прочитаат луѓето, гледајќи го нашиот живот? И временски, да речеме, биографски одрагање до сега? Или кога ме гледаат, наблюдуваат само сега, да речеме? Што читаат луѓето? Дали сме свесни дека ние за другите очи сме исто така книга за читање? Сме или не сме? Апостол Павле си дозволил да им каже на верниците на Коринтската црква, велики зашто е очигледно дека, дури вели очигледно, дека сте, вие, верниците, сте Христово писмо. Како го разбирате ова? Вие самите се доживувате вака? Дали вие, верниците, сте Христово писмо? Писмо кое што Христос го напишал. Се доживувате себе си така? Може да речеме, да, Христос не создал во некој смисол, да. Но дали во секој смисол? Дали сиот наш живот, се што сме, се што правиме, се што мислиме, се што зборуваме, е Христово писмо? Интересно прашање за размислување. Но тој на коринтијаните им рекол, очигледно е дека вие сте Христово писмо, составено преку нашата служба, напишано не со мастило, туку со што? Со духот на живиот Бог. Еве разликата. Со духот на живиот Бог. Не на камени плочи, туку врз плочи на човечките срца. Кој ги напишал Божите заповеди врз човечките срца? Тоа беше суштината на Новиот Завет. Така? Дека Господ ќе ги напише Неговиот закон и Неговите заповеди не на камени плочи, тоа беше во Стариот Завет, туку Неговиот закон и Неговите заповеди на човечките срца, на плочите од месо. Кој ги запишува така заповедите врз човечките срца? Светиот Дух. Самиот Павле вели, Божиот Дух ги запишува така. Што во Стариот Завет луѓето немале абер за Божиот Дух. Имале поединци, тие што биле помазани од Светиот Дух, пророците. Псалмистот можел да ги напише тие зборови што ги напишал, затоа што го имал Светиот Дух. Многу лица во Стариот Завет имале новозаветно искуство. Затоа што биле помазани не со масло, туку со Светиот Дух, лично. Самиот Господ
пребивал во нивните срца. Затоа и тие луѓе во Стариот Завет биле свети, но не бил целиот народ таков. Целиот народ можел само да знае на памет, да учи на памет, да учи правила, закони, принципи, воспитување, ако треба и ќотек. Сето тоа што постои секаде, освен денес во оваа Содомија. Но здравите принципи на воспитување, на дисциплина постоеле од секогаш во секое општество, но тоа е само човечко. Тука нема ништо специјално од Божиот дух. Разликата е што Божиот дух од внатре, од твоите побуди, од твојот ген, од твојот карактер, табиет, во суштина те менува од внатре. Те крштева со Светиот Дух, Господ, и те прави ново создание. И во истото послание, подоцна, самиот апостол вели, бидејќи кој е во Христа, тој е што? Тој е ново создание. И повеќе старото не постои. Се настана ново. Крштевањето со Светиот Дух, тоа била разликата. И кога ги читаме во делата на апостолите првите страници, што гледаме? Гледаме, не биле само апостолите, значи тие 12 души со се заменикот на Јуда и подоцна со се Павле, кој што бил вистинската Божја замена за Јуда, Искариот. Не биле само тие специјално избрани луѓе да го проповедаат Христовото Евангелие како негови сведоци и негови ученици уште додека тој бил на земјата. Туку секој христијанин, секој нивни следбени кога се крштевал, што добивал? Со самото крштевање, што добивале луѓето? Го добивале Светиот Дух, ги добивале духовните дарови, добивале благодат за еден куп способности, јазици, толкување, учителска служба, чуда, исцелување. Секој обичен лаик, кога се крштевал, тоа во Стариот Завет го немаше. Во Стариот Завет само специјални луѓе беа пророци и некои од оние што беа верни цареви, другиот народ не. Во Новиот Завет, што рече Господ? Секој од мал до голем ќе ме знаат. Како? Како секој од мал до... Значи нема да имате потреба од учители. Секој и најмалиот лаик ќе ме познава, нема да има потреба од учители. Како ќе ме познава? Затоа што мојот дух ќе живее во него. Затоа што ќе биде крстен со Светиот Дух. Затоа што целата благодат што била во Христа ќе биде и во мојот народ. Затоа апостолската црква го испревртала светот, рекоа солунските евреи. Овие, мислејќи на Павла и неговите соработници, овие секаде каде што отидоа, го испревртоа светот. Со која сила го испревртоа? Апостолите не носеле мечеви. Иако Христос им рекол да носат, папата после тоа, после тие стихови ги извитоперија да значат нешто друго. Дека црквата треба да има и воена сила, и државна сила, и царска власт. Не. Апостолите сето тоа го направија само со силата на Светиот Дух. Само со неговата благодат. Тоа е Новиот Завет. И можеме денес, кога Светиот Дух е во голема мера повлечен и продолжува да се повлекува од овој се порасипан и порасипан свет, не самиот свет кој што од секојаш бил расипан, туку
самата црква се расипува, христијаните се расипуваат и се повеќе и повеќе наликуваат на неверниот свет. Можеме да се тешиме дека Господ во последно време ветил дека ќе го излее одново својот свети дух како позен дожд, како нешто многу посилно од новозаветната апостолска црква. Големото прашање е кои од нас ќе го примат тој дух. Бидејќи 1888 беше една голема шанса. Но таа шанса се пропушти. Тој благослов се отфрли. Дали сме ние последната генерација која што ќе живее во времето на позниот дожд? А тоа истовремено значи во времето на гласниот вик, во времето на жигот на зверот, во времето на антихристот, во времето страшни настани, но ништо не е поголемо и пострашно од самиот Господ, од неговиот свети дух. Нека му е фала и слава вечно. Амин.